програма наменета за целата публика. Учителе. Не начекавме ден за налов. Се гледа. Што му знаеш кај те чека среќата? Што носи денот, не носи годината. Дај куманда. Ќе потерате, а? Патете од тука нагоре. Првата потера како секогаш. Кучињата пуштени дури од место. Која ќе втасат, фрли на пушка. Бидува ај крвава среќа. Има ли нешто погрдо од зимата без снегови? Гората без лов. Ете што. Погрдо. Еве што е погрдо.
Селото без луѓе. Тоа ти се вика јаловина. Што? Пусто, а? Селово никогаш повеќе. Беше најубавото село во нашава Присија, паметуваш? Туку кој чека од твојата козирка да паметува нешто? Па сепак не беше одамна пред 10 години. Невести на вода, дечиња по прозорци, старчиња со стоката, домаќини крај казани. Што си се смртил? Од убавиње. А ти да не се веселиш нешто? Се весели овде уште ѓаволот. Го слушаш ти? Талосумот. Самовилите. Што, никого ли нема? Еден старец некаде таму. А виделе и уште некоја жена со дете? Или само така велат? Виделе. Тоа е верно. А од што тоа? А од што де? Едни велат, кога ќе посагаш луѓето со сила да ги задружиш, можеш да очекуваш само да ги разделиш. Тие не си го мислат доброто. Тоа е само исто онака што се вели. На човека може со сила да му земеш, но да му дадеш со сила, тоа никако. И ете така, се однижа, не посакани од никого. И сега, еве, од мртво... Чекај, Што? како да ми вика некој. Ти вика тебе умот. Глеј си го па... Ти реко? Негодавам, Арамио! Натемате, натема! Натемате, натема! Негодавам! Негодавам, разбираш ли? Негодав! Еве, што запревте? Помоз Бог, дедо. Ако помагал, зарем ако помагал, ќе дојдеше до ова. Да помагајте, што чекате, луѓе. Арамија дојде ни да краде, натема го, натема. Да врзувајте го, ајде. Да пушки имате, ете. О, за секого била пушка, дајте ми ја една, јас ке му покажам нему. Ни се потиснал, не повикан, право дома. Арно е што се најдовте тука, не знаете вие што крвничиште е тој. Доста де! И дали ќе не побаравте во оваа пустелија, кој знае? Нему е и Тесла на појас. Зашто му била таа? Не крија, немој! Јас дојдов како човек. Право од скеле дојдов. Тунелот не пушта. Дење ноќе се работи. Одвај ме пушти едно предпладне. Не лажи ги, луѓе. Го слушате ли? Лажам. А кој лаже? Дошол како човек.
Та човек ќе дојде и ќе тропне наврата и дури тогаш, откако ќе го пуштат внатре. А ти? Како дојде ти? Луѓе Божји, што чекате? Тој дошол како човек. Кажи им како влезе. Ајде! И се пикна низ оној прозорец одзади. Кажи им како се добра до него и како го разбуди. Ајде да, ајде! И како почне да го клукаш позорце со оние твои зборчиња. Доста де, срамота е од виделинава. Сиве сте со него. Сега ќе видите. Почекай, жено, застани. Ете, го видовте зашто ја носи Теслана. Кажи, што е работата? Има тука власт? Море кај седела власт, кога секој може да ти се вопре в куќи, а никој да не го затвори уште. Чекај. Така, а сега кажи, кој ти е оној? Што човек е и што барал тука? Вели го, самиот нека ви каже. Ќе ви рече дека ми е маж. Така мажалници го мажале да даде Господ и в баджак да скапе. Еве на, читај. Ментуриште, ни за тоа не е способно. Тој ти е да е скрајат. Бегај, сатано! Тој не е дојден тук така. По не е дојден, по девојчено мое. Читај да еднаш! Пресуда од бракоразводна парница под број тој и тој од ден Филан и Филан минатата година меѓу Чулајковска Натимова Добринка, домакинка и Палирчевски Макариев Трајче Зидар. Бракот се разведува во полза на гореспоменатата Чулајковска Добрила. Алиментациите за нејзината издржка ги плаќа нејзиниот поранешен маж Паличерски Макариев Трајче, поради здравствена состојба на жената Детето му се доделува на чување на таткото кој ќе биде во состојба да му овозможи услови за школување и воспитување. Ете, тука ме заклаа до крај. Тука колениците ми ги скршија. Суд на вечниот да си го најде, да даде сполај си му озгора. Ме направија некаква си ментар на таму и му го дадоа нему. Од срце ми го откинаа, чедо мајкино. Битке ќерко, немој да ми те прелажат од мене. Немој да ми те одлачат од мајка, чедо мое малечко. Немој, мамо. Откупи што подкупи. Стори што стори, а ти е буп нему. Синче мое малечко. Не плаши се. Не те дава мајка додека трепери трепет во дамар. Од срце во ниједен неке ми те откине. Мое си. Мое. Та има ли некој од мајка роден луѓе Божји? Што молчите? Да пресудете по срце! А сега ќе ни кажеш како дојде тоа кај тебе? Нели било кај него? А тој, како што разбрав, работи во тунелот за Донаа планина. Како се најде наеднаш тука? Тоа сакаш? Тоа ќе ти кажам. Може и тате да ти каже, тој нека ти каже. Ајде, тате, кажи му на човеков тука прашува. А што да кажам јас? Дојде пред 3-4 месеци како одвеан. Јас рече,
Тука ќе си бидам, со тебе, да не бидеш настаро сам. Дојде. Добре дојде си мислам. Ги имам 7 деца, а умот се во неа. Сето време. Дур не беше тука. Дур беше со него. Се загреши момичката. Другите се сполај Богу, а изборот ни одеше. А ти не забележа нешто од она што пишува таму? Она де? А бре, дете, а кога можел родител да им биде судија на своите деца? Најслабото ти се чини најмило. Тоа од тебе има најголема потреба. Имаш деца? 5. Нека ти се живи. Сам ќе видиш. После? И седа така. Седа месец. Седа 2, 3. Кога одеднаш, јас грабчи. Седевме вака, навечер, крај огон, а нешто прибувта некаде. Бум, 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 бум. Како да татне. А неа, право за срце. Знаеш ли, тате, ми вели мене, што беше она што при тропоте? Не знам, бре, чедо, иде така понекуаш оддалеку, бувнува. Ама што е? Од кај да знам јас? Тоа, таму вели, во тунелот, пукаат мини вели. Таму вели, таму ми е мене тоа, чедото мое. Во сонот вели, во оној миг се преврте, како да го видов, и шепна вели, во сонот. Ме побара, мене вели, во сонот. Мамо! Шепна вели. Ете, така. А после, тера недела, тера 2, а од устата, побргу камен, отколку збор. Дошто е тревка и сварив, дошто е бајачка и побајав, и попотот преку 3 села и го викнав. Не помага, само очите отворени, ноќе дење отворени и студени. Срче. Ни спие, ни јаде. Така, така. Ни спие, ни јаде. Само гледа негде. Како да го гледа. До пред месец, така. Кога обснежи, коре, в планина. Арно обснежи, а неја јас нема. Од вечер, нигде. Преседов ноќта крај огон. Чекај, чекај, пом, нигде. Или река на мислев ја позеде, или пак неврат фати кај него. Ајде се мислев, дај Боже да се присмират некако. А и што надеж може да има таа во мене? Денес сум овде, утре кај многуте. Старост. Кога во зорите, еве ги. Обајцата? О, синко, си ја видел ли ти Богородица лично со Ристоса како свети, кога околу неа горат многу свејки на некој свет ден? Ете, токму таква, стои на вратава со неа и само гледа. А очите, меки, меки, се друго изземнато на неа. Преку колена нафатени мразулци снег. А таа, малечката, сува, капка не капната на неа. И што? Зарем преку планина во тој кијамет? Тоа не може да биде. Та ние бевме Ватролан и Зорман. И само дополу се искачивме, потаму ни чекор. Хем, мажи, четворни, тројца. А мислите имаше за мене таа ноќ некаков снег, некаков ветер, некаква планина?
Ота не, немаше ништо друго, освен она малечка што се преврте во сонот и ме побара мене. Се беше само таа, незиното лице. Сиот свет беше само тоа вгорено лице на моето малечко. Не плачи, мамо. Ноќта. Што ноќта? Спиев. И одеднаш сонот ми се мени. Немаше ни ветер, ни оноа джагор, ниту пак бучаја мини. Не бев сама. Се разбудив од тоа. Се разбуди. Се притисна во мене и тогаш зедовме да си плачеме заедно. Само си липкавме онака заедно. А кога преплакавме, станав и преправ нешто што имаше за перење, згреав чај, поручавме заедно и се смеевме. Само се смеевме. А после, кога наближе зората, јас си се спремив. Не и реков ништо, мислев ќе си заспи, а јас ќе си појдам. Та јас знам. Не правете ме будала. Јас знам се, само понекогаш така. Знам што е ред. И речи си појдов, кога таа ги опули очите. Бе веќе наврата кога таа ме гледа. Само лежи онака и ме гледа, а очите ем прерадувани, ем страв. Насетуваат нешто, светкаат. И дори тогаш ја прашав дали би сакала да си појде со мене. Еве, нека ви каже сама. Кажи де ти, Така беше. а ти што и рече? Ајде, мамо. Така. И да не ме земеше сама ке трчав по неја. Така појдовме. Можев и поđаде, само се плашев да не ме видат. Појдовме преку планина. Знаев дека ќе ја износам. Имав сила. Чекај. Еве да чекам. Значи ти признаваш дека тргна сама. Сама. А порано, пред да дојде таа, ти сакаше ли да дојде и да те однесе? Си мисля. Зошто татко ти те караше или пак само така? Не. И тој е многу добар. Не ме искарал тој мене ни еднаш. И без мене не седнувал да јаде, ниту пак да спие. Само тој по цела ноќ беше во тунелот. Сама бев дома, затоа. И така тргна. Те одведе. Тргна. Па сама појдов кога ти велам. А попат, тешко ли ти беше да идеш? Не, ме носеше ушка. Ох, што знаете вие? Вие велите завива Горана. Велите завива Виолицана. Завива Дивинана, велите. Ох, има нешто во срцето што ти свети. Има нешто што те грее однатре. Тогаш сети се потргнува од патот. Помини! И ветерот дури ти помага. Стасај, стасај кај што си пошла. Имаш за што, имаш за кого. Живеј кога веќе имаш за што да живееш. Така и дојдоа. На огреј сонце, еве ги, стасаа. И имав тогаш весела куќа луѓе Божии. Го гледам, игра. А навечер, што мислите вие? Колку приказни можат да му изнадојдат на човека во главата, што се заседнал сам во селово со години, а? И одеднаш имаш комо да му ги истуриш сите. Дали сте забележали, не знам. Во самота, изборовите зреат исто како ревине. Зошто бегаш, Керколе? Кој бега? Не бегам. Сакам само да си седам тука, сама. Зошто сама, Керколе? И без мене? Не знам. Не знам зошто. Ми е срам. А ти рече, не измолче. Што? Дека е добар, дека и тој е добар. Реков. А јас?
И за тебе реков. Вие и двајцата сте добри. Само... Што само? Кажи на мајка ти, ќеркове. Ништо. Така. Оди си, мама. Појди кај нив. Сакам да молчам. Молчи, ќерко. Ако? Ви велам, како волчица е околу неа. Ете, нека ви каже дали и дадов еднаш да го посака. Нека ви каже таа. Цел ден бев со неа. Еднаш ја водев кај рекана да ги гледаме рибине, еднаш со јаганца, еднаш тате ќе измислеше да вадиме од улишта на мед. Или, ете така, ќе шетавме низ село. Стоевме пред секоја куќа, а јас си кажував за луѓето што еднаш живееле во тие куќи. И кажував се што знам, ако не знаев, измислував или ќе го прашавме татета. А таа? Кој? Таа? Да ви кажам? Како пред самата себе си. Така да ни кажеш. Што е право, понекогаш ќе ја забележав како се загледала некаде. Кој знае каде. Така само седи и гледа. Или пак взори. Ќе скокне од постела и ќе праша. Сигурно звонело. Каде? Каде звонело, ќе ја прашав. На училиште сум задоцнила. И ќе срипа. А после веднаш ќе види каде и ќе овене. Само понекогаш, еднаш, два пати. И? И што и? Овде нема никакво училиште, нема ништо. Само ние двајца со татета, од село. И тој. Гледаш? Што да гледам? А после? Бргу ќе се смиреше. Беревме ореви. Родило, а нема кој да го обере. Се смеше исто, како кога се истура вреќа ореви. Сиве се смеевме. А после, откако ги обравте? После ќе ја одведев таму. Кај што некогаш беше школото наше. Стоат зидовите. А на зидовите има понешто напишано. Читавме. На левиот зид пишува: смрт на фашизмот, слобода на народот. На правиот сите до еден во колективот. Десниот е сосема ископан. Не знам што било напишано. Бев Скоевка. Прва. Прво се бараше од нас да бараме старо железо. Баравме. И за малку што не загинав од една стара бомба, мислејќи дека и таа е старо железо. После не викаа да одиме на акција. Сите 4 ги одев. Прва. После беше колективот. Бев прва килимарка. Ката ден врзував по 12.000 јазли на задружните килими. И што стана од сето тоа? О, судбино колната. Ќерко, ќерко, што дочека ти единче мое. И? И? Што и?
Тој, како дојде? И тој. Да земеш да го кукаш и да го плачеш. Не издржало срце, дошол. Дошол што дошол, туку што имаш ти со тоа. Така, прашам. Кога прашаш, еве ќе ти кажам. Дошол мајчиниот. И не да тропне наврата, туку низ прозорецот отаде, право кај неа. Токму бевме заспани, а слушам во сонот. Другарчињата вез ден прашуваат за тебе. И учителката дојде. Дури в тунел ми влезе кај што работам. Каде е, вели? Знаеш, мисли дека сум те испратил со стока, како оние од долните села. Бистра е, вели, од неа големо нешто ќе стане. Гревото е да ја прекинеш сега. А јас ми иде в земји да се потиснам, да ме нема. И кажав дека си појдена кај деда ти. И ти така да речеш. Сите ќе ти ги оправда. Само да не ти се зберат и премногу. Змија го клука право по срце. А таа молчи. Само ќе праша што прави Владе. А Назија ја поправи единицата. Не можев да издржам. Викнав. И еве така викам цело утро. Нека ви пресече умот. Не ја давам. И што сакаш друго да ти речам? А судот, што правиме со судот? Судот? Му ја доделил нему. Така делник не виделе сите. Еве му е додели, и што? Кој видел дете од мајка да се откине? Видел некој? И тогаш кажи ми што знае судот. Не откинал за откинување никој. Тоа си е пак твое. Само што ќе биде кај него. Кај него? Море, мавнете ми го отпред очиве, зашто се можам да сторам? Ах, сина јас. Ете што направи. Кој има чество, Шамивче? Малку тутунче. Донеси малку ракичка. Малку лута. Ќе донесам јас. За ова би можел да те врзам и веднаш да те спроведам. Крв? Зошто, мамо? Ах, сине. Зошто? Па, заради тебе, душо. Ејде, не е ништо, ќе запре. Кажи. Што да кажам јас? Прочитавте. Прочитав. И таа кажа. Ти што ќе кажеш? Што си беше, така си беше. Несреќата дошла што дошла. Тука Тесла не помага. Нити нешто украдов, ниту пак зла мисла имав. Да го видам. Исто како неа. Гледаш, а би ја зел? Со сила не. Инаку, затоа сум дојден. Гревот е да остан. Што ќе правиш, сине, пустелија? Ни дете, ни човек. Само дивина завио. И не сме виновни, ни ти, ни јас, што е така. А и таа, што ќе ти чини таа? Ја вати некој ветар ли, што ли? А ете, се стори. А таму кај нас на градилиште врие. Од луѓе не можеш
да се разминеш. Од деца. И школото е тука, а и мензата. Колку што можам, и сам призготвувам по нешто. Убаво ни беше, нели, сине? Убаво. Поубаво ни беше со мама. Ете, таа си отиде. А јас, сине, а јас. Та не помисли дека 3 пати ќе го превртам целото градилиште кога те снема. Дека ќе завијам како пес, а? Те оставив. Си спиеш. Негде на полноќ патем за магазин по динамит. Те надгледав, си спиеш. А изутрината? Постелата празна. Уште да не ми кажеше чуварот дека ве видел како одите правугоре по патот нагоре. И да не ми кажеше тој мене дури вечерта. Јас одамна ќе ве вскокнат во вирот. Ох, тате. Па таа е мама, чу. Знам, сине, знам. И сега? Слушај, да не си се обидел да сечеш. А што? Да ги оставам вакви? Та тие ќе се изгризат едно со друго за еден унер. До крај. Треба само да побарам од него да си отиде. Од него да си отиде. Ама ти си луд човек. Слушни, после ќе се крштеваме јас и ти, а сега стори го само она што ти го велам. Го слушаш ли? Го слушам, право ти вели. Ама вие, обајцата. Та мене ми е должност да го штитам законот. Ти си денес налов. Ако си налов, ќе сториш како што ќе решиме ние тројца. А ние решиме вака, што веќе не можеш да сватиш. Ама што да сватам, човеку, што? Дека ќе биде токму онака како што сакаш ти, само не со сила. Дали веруваш? Верувам. Добро. Кога вие велите? Ох, голната јас. Тргни ми го од пред очиве како Господа те молам. Како не можеш да разбереш дека треба да го одведеш? Да го затвориш? Што сакаш, стори му само веќе да не го гледам. Молчи де! Значи и ти си сонив. И ти! Не гледај ме ти мене, Керкуле. И вие, што ме гледате мене? Јас сум си овде. Овде ќе ме најдете мене. Напролет дојдете. Кукурек. Дома. Сум испоминал јас многу свет, за да знам што е тоа дома. Тука, крај старичкана, Господа ми ја прости. Ке појдам понекогаш да изапалам некоја свеќа и толку. Гледајте вие. А ти, ќерко? Зошто го удри мама? Види, крв. Не оди со него, ќерко моја. Не одам. Кажи му на овој тука дека не одиш. Зошто дојде тате? Зошто дојдов? Сите, бегајте си, сите. Јас сум си тука со мама. Скри се, мамо. И ти, оди, внатре, скри се. Бегај, еј. Тебе ти се вели. Крт! Рие подземја, не е за бела виделина. Сега слушнете. Ние дојдовме тука да ви помогнем. И нам ни е многу грдо. Но ние не мислиме да останеме цел ден тука. Ние ќе си одиме, дружината веќе не чека горе. Чекайте! Да не сте намислиле да ми го ставите тука? Тој јас ќе го рашчеш на мене овде, на ова дрча! Чувте! Оди си, бре, ти. Ајде. Ние кај нас немаме многу слободни денови, другар милиционер. Бетонираме во тунелот и тоа не чека. Две раце се таму многу нешто. Друг пат, зимава, кој знае дали ќе ме пуштат. Да ја погледнав малку. И донесов нешто, да го дадев.
Odi. Zemi što ima tamo. Еве ти ги тетратките. Моливче имаш едно. И уште едно еве. Моето мајсторско. Добро, тате. Еве ти е и здравствената книжка, да не настинеш. Шумо ми е. Нема доктор. Ако. Земи ти. Земи. Еве и малку едно кесе тутун за деда ти. А ова за мајка ти. Оди си. Си одам. Збогом, сине. Може би ќе скршам вратот негде под земја. Може вистина сум за на дну земји, штом... Уште си тука? Што ми го ложеш? Не ја давам гулабичка на моја. Не ја давам! Чувај ми се, сине. Фала ви и вам, намерници. Хајде. Отидов. Збогом, тате. Ела ми, ќерко, што е тоа? Ми го даде тој. Има и за тебе и за деда. И за деда ти, и за мене. Од него не ми е требно ништо, ела ми, ќерко. Пушти ме. Зошто, ќерколе? Така. Сакам да си поседам на дождо. Сама. Оди тате. Арно, ќерко. Постој. Еве, ќе постојам и јас. Ќе постоиме.